Кратки најави за денес. Во Струга ќе се поставуваат 20 мерни уреди за следење на квалитетот на воздухот. Пристапот до мрежа не е екстра давачка и генерално ќе намали цената за дистрибуција на струјата, велат од регулаторна. Повеќе го нема крвопролевачкиот ринг во Охрид, информираа од Лајка. Проектот Безбеден град ќе се проширува и во другите градови и автопатите во државава. Почина познатиот охридски новинар Симон Илиевски. За најавените и останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ветровито и надпросечно топло за овој период од годината со максимални 9 степени Целзиусови. Во среда во западна, централна, источна и југоисточна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во областа на Алпите, како и во крајните источни и североисточни предели со врнежи од снег. Во останатите предели ќе преовладува стабилно време со локална облачност. Утре во северните, централните и источните предели на Балканот ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, но ќе биде надпросечно топло за овој период од годината. Во крајните и јужни предели умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат од 7 до 18 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ветровито и релативно топло. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 35 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -2 до 4 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 8 до 13 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ветровито и топло, ќе дува до умерен југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната до 12 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 9 степени. Во петок облачно и посвежо време. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната до 7 степени. Во сабота студено утро со температура од -1 степен. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 4 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Специјалистичка биохемиска лабораторија Сонце. 20% празничен попуст во декември и јануари за хормони, туморски маркери и електролити.
Лабораторија Сонце. 30 години грижа за вашето здравје. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. И Охриѓани и Стружани дишат загаден воздух. Мерните станици во Охрид бележат од просечно до енормно загадување на воздухот на брегот на Охридското езеро. Во Струга нема мерни станици за квалитетот на амбиенталниот воздух, но ќе се поставуваат 20 уреди, а ќе биде отворен и инфоцентар за граѓаните. Иако Охридското езеро се смета за природен филтер, загадувањето на воздухот го урива имиџот. Градовите распослани на брегот се соочуваат со лош квалитет на воздухот. Охрид има повеќе мерни станици, кои покажуваат просечно, но во ноќните часови и енормно загадување на воздухот, со што градот неретко се вбројува меѓу најзагадените во земјава. Во соседна Струга нема мерни станици, но активистите велат и Стружани се гушат во загаден воздух, затоа ќе се поставуваат 20 мерни уреди. Во Струга се чини дека никој не се грижи за тоа каков е воздухот кој што го дишеме. Меѓутоа, сведоци сме дека заболувањата од најразличен тип се во се поголем пораст. Тоа загрижува, тоа алармира и тоа не упатува на тоа да имаме некаква акција. Претераната урбанизација, намалувањето на зелената инфраструктура, но и енергетската сиромаштија се главните причини за загадувањето на воздухот на брегот на Охридското езеро. Голем број домаќинства, фабрики и хотелско-гостителски објекти се уште се греат на дрва, нафта и јаглен, а тука се и дивите депонии кои дополнително загадуваат. Генерално е сменет начинот на живот, а она што некогаш се практикувало, тргнувам од домаќинствата како начин на загревање на домовите, па и до работата на големите индустријски капацитети, сега веќе не е исто. Не постојат норми, не постои некоја законска рамка која што ќе ги стави и големите потрошувачи, меѓутоа и малите домаќинства да почитуваат одредени норми кога станува збор за загадувањето. Во Струга ќе биде отворен и инфоцентар за опасностите од загадувањето, каде граѓаните секојдневно ќе може да се информираат за параметрите на воздухот.
Согласно добиените барања од компаниите, зголемувањето на цената на струјата би било за 27%, соопшти денеска регулаторна комисија за енергетика. Во однос на воведувањето на пристап до мрежа, председателот на регулаторна Марко Бислимовски кажа дека тоа нема да биде нов трошок или нова давачка за потрошувачите. Посочи дека станува збор за механизам со кој што се штитат малите редовни потрошувачи на струја кои досега го понесуваат теретот за одржувањето на електродистрибутивната мрежа. Зголемувањето на цената на струјата би изнесувало 27% според добиените барања од компаниите Мепсо, Мемо и Електродистрибуција, соопшти денеска регулаторната комисија за енергетика. Председателот на комисијата Марко Бислимовски на пресконференција рече дека дел од барањата не се целосни, бидејќи тендерот за набавка на електрична енергија за покривање на загубите кај Мепсо и Електродистрибуција се уште не е реализиран. Тие причини не можеме да кажеме Мепсо колку точно побарал, Електродистрибуција колку точно побарала, и уште една работа ја имаме како информација дека кај тендерот за универзалниот снабдувач ЕСМ понудил и веќе цена која што ќе се реализира од 57 евра за мегават час наместо предходните 53 евра за мегават час и наместо обезбедување на вкупните потреби од 100% за домаќинствата и малите потрошувачи ќе се обезбедат 95%. Регулаторната комисија започнува со анализи на барањата и до крајот на следната недела се очекува да се донесат цените за Мепсо, Мемо и Електродистрибуција. Понатаму, согласно направените законски измени, ЕВН ќе направи пресметки и ќе ги достави на контрола во регулаторна, која има право да донесе забелешки, кои пак ќе бидат обврзувачки за универзалниот снабдувач. Во целиот овој процес ќе бидеме максимално транспарентни и нема да дозволиме граѓаните да почувствуваат ценовен шок, рече Бислимовски. Во однос пак на воведувањето на пристап до мрежа, председателот на регулаторна кажа дека тоа нема да биде нов трошок за потрошувачите, ниту дополнителен приход за компаниите, туку ќе биде во рамки на максимално одобрениот приход. Воведувањето на пристапот кон мрежа ќе значи намалување на цената за мрежарината. Така да нема никој да заработи повеќе пари од оноа што го определила регулаторната комисија за енергетика. Колку ќе биде тој надоместок, правиме анализи и ќе ви информирам. Корисниците досега плаќаа мрежарина која се состои од фиксен и варијабилен дел. Пристапот до мрежа се состои од фиксниот дел од давачката, а ќе се намали варијабилниот дел, односно трошокот за дистрибуиран киловат час енергија до 20% за домаќинствата и малите потрошувачи. Тоа би значило намалување на крајната сметка за струја кај редовните потрошувачи за повеќе од 8%. Имаме голем број на домаќинства кои што не трошат минимално електрична енергија во текот на годината или е нула. До сега, целиот терет паѓаше на редовните потрошувачи. Редовните потрошувачи, кои што имаат вообичаена месечна потрошувачка, ги покриваат трошоците на сите останати. Иселениците собственици на куќи во кои не доаѓаат со години ќе плаќаат повеќе, а на оние што се греат на струја ќе им се намали мрежарината. Оние што имаат викендички или 2 или 3 стана, а не може да живеат во исто време во 2 или 3 стана или во викендички стан, ќе плаќаат повеќе преку овој фиксен надоместок за користење на мрежата. Председателот на регулаторна посочи дека оваа давачка не е казна за оние што трошат малку струја, туку воведување на една правична распределба секој соодветно да плаќа за одржувањето на мрежата. Повеќе го нема крвопролевачкиот ринг во Охрид, информираат од иницијативата за заштита на животните Лајка. Го нема повеќе крвопролевачкиот ринг кој речиси 2 години во близина на Охрид екзистираше како здание создадено да задоволува нечиј патолошки порив за крв и тортура, како и за печалење пари, плод на болот и агонијата на кутри кученца.
исклучиво чувани за таа цел, информираат од Сдруженијето Лајка на социјалните мрежи. Нашите реакции, бурата која се крена во јавноста, притисокот на сите страни, до некаде вродија со плод, а зошто велиме до некаде? Затоа што целосниот плод ќе значи казнување на сторителите и спречување на создавање на нов ринг во некоја друга подзаскриена средина, велат од Лајка. Автопатот Кичево Охрид ќе биде изграден, а како ќе се реализира тоа ќе покаже експертскиот извештај кој во наредните денови ќе биде доставен до владата, изјави денеска министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Автопатот Кичево Охрид добро се објаснети сите состојби кои што таму се случуваат во дел на проектантските слабости на изградбата на тој автопат. Она кое што го најавивме пред неколку недели, тоа е дека од страна на Фидик Експерт ќе биде изготвен извештај кој што ќе биде доставен до јавното претпријатие за државни патишта и заедно со Министерството за транспорт ќе го приложиме тој извештај до владата. Во наредните 7 до 10 дена очекувам да биде завршен тој извештај и потоа да биде доставен на разгледување на седница на влада, после што ќе имаме малку и појасна слика во однос на идните чекори. Инаку она кое што е важно и она кое што сакам да го истакнам е дека нема никој дилема дека тој автопат мора да биде завршен. Не станува збор за никакво запирање на изградбата, но по кој пат и во кој правец и преку кој чекори ќе стигнеме до најбрза реализација, но и при тоа тој автопат да биде стабилен и безбеден за движење на граѓаните, тоа ќе го дадат секако експертите после изготвувањето на тие извештаи. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски најави дека проектот Безбеден град, односно Safe City, ќе се проширува и во другите градови и автопати низ државата, со цел да се постигне едно повисоко ниво на безбедност. Во овој момент имаме Скопје, Куманово и Тетово. Во тек е процес за надградба на целиот овој систем. Надградбата ќе вклучува и автопатите низ државата и овие 3 града, и тука ќе се вклучат секако електронско утврдување на сообраќајните прекршоци и секако дека идејата е да се проширува и треба да се проширува пред се во големите градови каде што имаме поголема фреквенција на луѓе. Меѓутоа, секаде каде што имаме видеонадзор доаѓа до уште подобрување на безбедносната состојба, меѓутоа и многу помага во откривачката дејност. Во Општинското средно училиште Свети Кирил и Методи во Охрид вчера полициски службеници од одделението за превенција при СВР Охрид и представници од невладината организација Инклузија одржаа едукативно предавање на тема препознавање, спречување и заштита од насилство врз жените. При тоа учениците од 1 до 4 година беа запознаени со основните појавни облици на насилството врз жените, како и поставувањето на институциите за нивна ефективна заштита, но и за превенирање на оваа девијантна појава во општеството. Едукативната работилница беше спроведена во рамки на превентивната кампања 16 дена активизам за борба против насилство врз жените, информира потпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. По кратко боледување почина познатиот охридски новинар Симон Илиевски. Тој беше омилен лик помеѓу новинарите, секогаш духовит и ведар и исклучително почитуван од колегите. Илиевски дел од својот богат работен век помина и во ТВМ телевизија. По кратко боледување во 66-та година од животот почина познатиот новинар од Охрид Симон Илиевски. Илиевски беше еден од доаените на охридското новинарство со плодна и бурна професионална кариера во која го красеше препознатлив стил на изразување. Како новинар и дописник од Охрид за повеќе редакции, остави огромен број новинарски написи, радио и ТВ прилози, документарни и други емисии. Со новинарство почнал да се занимава уште од средношколските денови, пишувајќи во гимназискиот весник Јужен Бран. По завршување на студиите по новинарство во Скопје, пишувал за студентски збор, Белградски студент, Загребски студентски лист, Словенечките трибуна и катедра, како и за весникот Младост, а кратко соработува и со македонската радиотелевизија. Дописник бил на Радио Београд 202, подосна за Студио Б, а текстови објавувал и во познатите весници од времето на поранешна Југославија.
Југославија, борба, политика и НИН, а кратко соработувал и со Државната агенција Тањук. Соработувал и со повеќе радија, а најголем печат остави во Радио Охрид, каде беше новинар долги години. По самостојувањето на Македонија работеше во локалните телевизии АТВ од Струга, охридските ТВМ и НТВ, а беше дописник на Утрински весник од основањето и на телевизијата Канал 5. Симон Илиевски беше председател на регионалната канцеларија на Сдруженијето на новинари Охрид Струга до 2010 година, кога целосно се повлече од новинарството и почна со работа во службата за односи со јавност во општина Охрид. Илиевски беше омилен лик меѓу новинарите, секогаш духовит и ведар и исклучително почитуван од колегите, несебично пренесувајќи го своето богато искуство на помладите. Беше семеен човек, родител на 2 деца и дедо. По повод смртта на Симон Илиевски, Сдруженијето на новинари на Македонија, регионална канцеларија Охрид и Струга, во среда ќе организира комеморација во големата сала на општина Охрид со почеток во 10 часот и 30 минути. Посмртните останки на новинарот Симон Илиевски ќе бидат изложени во капелата на градските гробишта во Охрид во среда 13 декември од 12 до 12 часот и 30 минути. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Се урна дел од 6-катна зграда во Бронкс во Њујорк. Според првичните информации од американските медиуми нема повредени, но противпожарната служба е на терен и пожарникарите трагаат по луѓе кои можеби се заробени под урнатините. Одделот за згради во Њујорк минатиот месец го казнал собственикот на зградата со $2400 за штети кои би можеле да влијаат на стабилноста на зградата и да предизвикаат потенцијален колапс, што впрочем и се случи. Дополнителни $900 милиони американски долари за Украина и незините потреби за време на руската агресија врз државата. Овие средства синоќа ги одобри извршниот одбор на Меѓународниот монетарен фонд. Украинските власти можат веднаш да ја повлечат оваа помош. Ова е втора ревизија на кредитната програма за Украина, што ги зголеми вкупните одобрени средства на Меѓународниот монетарен фонд за Украина за оваа година на 4,5 милијарди американски долари. Повеќе од 50 луѓе се уапсени на протести во Вашингтон. Активистите на американската кампања за палестинските права и на еврејскиот глас за мир се собраа на протест на кој носеа маици со слоганот "Инвестирајте во животот". Тие побараа Конгресот да го отфрли предлогот на американскиот претседател Џо Бајден за нова финансиска помош за Израел и повикаа САД да се залага за траен мир на Блискиот Исток. Побараа од американската влада наместо да го вооружува Израел да ги пренасочи средствата кон домашните приоритети. Полицијата насилно ги прекина демонстрациите, при што приведе 51 лице, јавуваат американските медиуми. Председателски кандидат на републиканците на престојните избори најверојатно ќе биде поранешниот американски председател Доналд Трамп. Имено според анкетата на Reuters Ipsos, 61% од републиканците изјавиле дека ќе гласаат за Трамп на прелиминарните избори на републиканската партија. Председателските избори во САД се закажани за 5 ноември 2024 година, а главни кандидати се очекува повторно да бидат Трамп и Бајден. Но според најновото истражување на Универзитетот Монмаут, 1 од 5 регистрирани гласачи во САД е отворен да гласа и за Роберт Кенеди Џуниор, кој на предстојните председателски избори ќе настапи како независен кандидат. 6 дена адвокатите на рускиот опозицијски лидер Алексеј Навални, кој се наоѓа на издржување повеќегодишна затворска казна, немаат никаков контакт со својот клиент. Тие соопштиле дека веќе 6 дена не знаат каде се наоѓа. Навални, кој во повеќе наврати имаше сериозни здравствени проблеми, последен пат бил затворен во казнената колонија ИК-6, која се наоѓа на околу 300 км источно од Москва. Адвокатите неколку пати се обиделе да добијат пристап во двете казнени колонии ИК-6 и ИК-7 за кои се верува дека се наоѓа Навални, но добиле одговор дека 47 годишниот Навални не бил во овие казнени колонии. Навални во август беше осуден на 19 години затвор, откако беше прогласен за виновен за создавање екстремистичка заедница, финансирање на екстремистички активности и бројни други злосторства. Рускиот опозиционер веќе отслужи казна од 11,5 години во установа со максимална безбедност поради измама и други обвиненија кои тој ги негира. Тука го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!